Samo jedno prašanje, jamači ova nacija, kakva je ova situacija? I non stop to prašanje, jamači ova nacija, kakva je ova situacija? Уште! Затоа ли ја плакаме? Мешески мој, како кафенце? 3-in-1 strong. 3-in-1 strong. Појак вкусна кафе од останатите. Нормално, мајсторе, нормално. Луѓе, млади и надежни македонци секој ден си одат, не престануваат да ја напуштаат државата, кој си оди со визер, кој си оди со автобус, кој си оди со автомобил, кој си оди без пасош, но со магија, некако напушта државата. Таман стана доктор на науки, Груевски пиша дека ја дувнал во Будимпешта, кај што бара политички азил. Да, нели, нормално. Ама сами сме си криви. Шо мораше да се поевтини бензинот толку многу? Да не го поевтине, ќе стигнеше до Нови Сад, вака до Будимпешта стигне. Тоа е, се пунтата. Реак. Само добро бе, нели Орбан беше против мигранти? Шо е работа? А? Против е или за? За. И за да ги разјасниме работите и да одговориме на некои прашања. Ова се топ 5 начини како Груевски можел да стигне до Унгарија. Топ 5 начини како Груевски можел да стигне до Унгарија. Значи, Бумбар, одиме. Број 5. Топ 5 начини како Груевски можел да стигне до Унгарија. Број 5. Потпишал за Ференцварош. Број 4. Број 4, како можел да стигне до Унгарија, па со пунтото сигурно не стигнал. Тоа ни до Куманово не го носи. 20 години старо пунто иначе. Тоа не. Број 3. Начин како Груевски можел да стигне до Унгарија, се маскирал во игрорец. Број 2. Број 2, како може би стигнал до Унгарија, се качил на точак, слушал техно и забегал. И број 1. Значи, ова е најверојатно. Како Груевски стигнал до Унгарија, на граница дал пасош од Фифи. Користејќи ги нашите одлични конекции, имаме воспоставено директна врска со Груевски. Значи, во моментов, како што зборувам, сега ќе почнам да му вртам. Знам дека не ви се верува и мислите дека Спасе ќе се јави или нешто такво, но не. Значи, му звониме директно на Груевски. Значи, ова е исклучително таен број, со милион енкрипции, заштити, безбедносни, секакви. Многу тајни служби прашувавме, потплаќавме за да го најдеме овој број на Груевски и право чудо е, верувајте што воопшто го најдовме. Значи, еве сега, само момент. Еве. Значи, господинот Груевски го имаме. Те молам, поздрави го од мене. Океј. Ова е ексклузива. Ало, добро вечер. Ало, Миленко? Никола, таму е? Никола, чекај, кој го бара? Жаре, Миленко, од 1 на 1. Сега, само секунда, сега. И ќе ти ги платам кантите сирење, слушаш, не сум те заборал. Нема. Мислам, стварно му Ало, Жаве, здраво Македонија. Здраво, господине Груевски. Значи, многу сме возбудени, ова е ексклузива. Ви благодарам што воопшто кренавте, господине Груевски, ви благодарам. Најпрво само те молам,
за тебе сум премиер. Премиеру сум за тебе. Значи, Премиеру Груевски, се извинувам. Премиеру Груевски, како сте, кажете прво пред се, како сте? фала на прашање. Супер, да ти кажам право. Си слушам музика, така. Си уживам. Музика слушате? Браво, техно да не слушате? Не, тамо на работа. Значи, слушам ја една стара наводна, знаеш. Азил не ти бега Никола. Азил, премиеру, Не, види, шега, извини, вака. Значи, на вечера сум искрено, конкретно сега, сакам едно гулавче. Гулавче, Много е убаво, да, много е убаво. Много убаво го направиве, а и ефтино е, плюс джаболаке со цениве. Овде, не знам дали ти кажав ја, овде, си бил во Будимпешта? Будимпешта не сум бил, него кажете како сте, дали сте добро, дали е се окей, луѓе овде сме сите загрижени за вас. Без гајве за чичаве, значи ич да немате гајве, се е добро, овде ја имам и Ајвар ми спакувал дома тој на 30 плавен што е. Ајвар ќе ви дава, Добро, туку, господине Груевски, значи, дај вака, додека сте тука, сакам за азилот да ве прашам. Значи, пред година дена велевте Заев нека удри по мене, нека ме затвори, само нека ја остави државата. Шо обидна сега со тоа? Жале, ништо не те слушам, па да ти кажам, не сум плечко да имат. Значи, викам, нели беше нека ме затворат, што сакаат, нека прават, само државата да ја остават. Шо обидна? Жале, ништо не те слушам. Боеш ли ништо ти таму? Не, ништо не те слушам. Шо е работа? Късанум. Што? Што къса? Господине Груевски, шо къса? Да късанум бе, жале, не знаеш што е тоа? Тоа ти е благодарам на маđarски. Благодарам на маđarски. А чека, научивте и маđarски дури? Абе, и знаеш како викал Желко у негова песна? Слободивани маđarски, нешто мало, ау и то со грешком. Ѓорđe Балашевиć. Добро, не е битно. Што е? Добро, да. Господине Груевски. Еве, за крај, значи, што ви е планот? Што е следно за вас? Што ќе правите сега таму? Па, да ти кажам, мора да се прави нешто, мора да се работи, више имам и визија една. Добро. Сега баш во моментов го гледам ова замоков на Видовше тука у Будим. Добро, замоков. Да, меркам некои парцели да ти кажам, па цај ќе меркате парцели? Да, нормално. Него, знаеш како ти е, сам човек за никаде не е. И сега Миле треба да го гледам да го пошвесам ако може прво. Миле? Знаеш, ми треба некој, да, па ми треба дил-ориентит некој човек да ми ги пълка работи, да ми ги заврши, не. Како ќе опрошверцувате Миле, тој има судење, има чуда, значи како така? Абе ти ми текне нешто па и ти гледаш таму ќе се со МВ нешто ќе се договориме таму и тие се луѓе, мислам, се може да се договори со нив. Так. Слабата е тоа, значи ич да не се секиваш, ич. Премиера Груевски, ве поздравуваме и се слушаме. Чао! Чао, премиера! Јака му душа. За сите пари. Спомна нешто кога ќе се враќа на Шилина? Ќе му пишеме СМС. Сега зборуваме за главната тема. Главната тема е следна. Значи, за две работи буквално сите се согласуваме, без разлика дали која вера сме, нација, партија, значи две работи сите сме согласни. Едната е дека очајно ни е потребен камбек на Маријан Стојановски. Значи сите сме согласни. Врати се Маријане. А другата е дека мораме да направиме се што е потребно за да ставиме крај на загадувањето. Значи тука сите сме согласни. Додека во Бугарија, доколку во некоја општина анализите покажат дека воздухот е загаден, повеќе од дозволено, градоначалникот добива парична казна од 2.500 до 5.000 евра. Во Македонија пак, кандидатите за градоначалници на Скопје подпишаа обврзувачки документ од 39 точки за подобар воздух во грејната сезона. Значи тоа беа кога се кандидира. Но сега, откако дојде Петре Шилегов, нели, и откако е градоначалник, исполнето од тие 39 точки е едно. И тоа ветувањето е стоп за прскање на улиците со калциум, магнезиум, ацетат.
Значи имаме едно исполнето ветување од 39 и тоа е најнебитното генерално. И да ви доловиме од прилика до каде сме во исполнувањето работи. Значи тоа ви е исто како да ви ветиме дека ќе ви направиме цел човек и ќе ви го донесеме, ама ние ви го испорачаме само левиот тестис. Тоа е генерално, до таму се стигнати. До таму се стигнати. Ке речете крив е Шилегов, друго беше во време на коце, сите по плажи трчавме кога беше коце, дишевме чист воздух, ама не е така, не беше така. Луѓе, не знам дали знаете, ама и Петре го дише истиот воздух, па нема специјален воздух за него, освен ако Богоев не му го дал прочистувачот на Стевчо, бидејќи тој наводно пушташе воздух од Швајцарски Алпи, ако се сеќавате, така викаше Богоев. Да. Ама да препоставиме дека не е така и дека Шилегов се гуши исто ко нас, па сигурно кај да ќе излезе повторно на демонстрации. Само ќе треба да протестира сам против себе. Сага така ќе прави. Европската агенција за животна средина вели дека од загадување во Македонија годишно умираат повеќе од 3000 лица. А Светска здравствена организација го стави Тетово меѓу најзагадените градови во цел свет во 2018. И знаеме од што се труеме, не дека не знаеме. Значи 1/3 од загадувањето е од горење глупости во домакинства. 20% од собраќајот, па следат прашина од улици, градежни зафати и индустрија. Но што правиме со решенијата, да видиме? Логично, прво да видиме што велат од град Скопје, така, тие се најповикани. Тие велат загадување има само во кратки временски интервали. Ова е одлична вест. Значи, кој не тера баш во тие кратки временски интервали да дишеме? Па земи си воздух, држи го додека да помине тој краток временски интервал од 7-8 сати и после испушти го. Значи, решение има, само да не сме луѓе треба. Ништо посебно. Така, тоа да еволуираме. Да еволуираме некако. Смирувачки вести пристигнуваат и од Александар Наумовски, градоначелник на Ѓорче Петров, и вака според сликата очигледно љубител на опера. Виден овде како ја пее Конте Партиро, додека воодушевените колеги му даваат аплауз. Вивро Конте! И гледате тој позади. Браво, оце! Браво, оце! Браво, оце! Да. Градоначалникот на Ѓорче вели: ги демантирам информациите за енормна загаденост во Ѓорче Петров. Во нашата општина нема мерна станица, но ќе инсистираме да се постави. Значи, ова е гениално. Ова ви е исто како ова бебе да рече: ги демантирам информациите дека јас ги изедов сите чоколади. Во нашата дневна соба нема камера за снимање, но ќе инсистираме да се постави. Да, тоа е. Тоа е. И да видиме што велат на темава од ВМРО, да видиме ако воопшто има жив човек во ВМРО. Останете. Аха, велат вака: владата ги исклучува мерните станици за да го скрие енормното загадување. Тоа го изјавила Светлана Коларич, која не знам дали знаете е поранешна мисица. Да. Ја има освоено титулата Мис Фатиме Фетај. Не, пази. Или Фатиме е идол, или сликава и е направена на 1 април, а се маскирала во обвинителка од СЈО. Трето нема, значи тие се дефинициите. Може близначка е. Може, ама близначка на Фатиме не влага во ВМРО. Но... Не. Но ајде да видиме што се случува во помалите градови. Таму можеби нема индустрија толкава, нема толкав густ сообраќај, ама брате поштуваат кебапче. Градоначалникот на Кочани предупреди дека скарите се извор на загадување на воздухот. Да, еве што кажа тој на седница од градскиот совет. И уште нешто што ми е сугерирано, не знам, да не лупнам глупост, меѓутоа и таму има скара многу блиско на Јаглен, која стварно чадот кој го испушта, слушам дека дава страшно поразителни податоци. Чадот од скарата дава страшно поразителни податоци. Страшно. Види, си каже убаво човекот на почеток. И уште нешто што ми е сугерирано, не знам, да не лупнам глупост. И тука требаше да заврши. Тука требаше да се заврши. Ако е точен овој податок, Добро. па ја треба одма у затвор да идам, бе. Бога ми, Доручек, ручек, вечера скара, бе. Бога ми, господинот Лапа. Е, па сега... Нема, нешески Лапа.
Ама чекај, сериозно. Едно од решенијата кои треба да ги земеме за внимание и да размислиме за тоа е да одлучиме дека загадувањето ќе го третираме како прашање од национална безбедност. Да, и тоа е опција. Кога нешто се класифицира како прашање од национална безбедност, граѓаните даваат дозвола на власта да направи се што е потребно за да се спречи таа опасност по нивното здравје. Значи, спремни сме да ви дадеме се што е потребно. Што би рекла Цеца, тражи, јоси све сам ти да. Значи, тоа од прилика сме спремни да го направиме. Па макар тоа значело и да му забраните на Петре Шелегов да ложи ќумбенца. Нешто на кое очигледно е голем фан. Очигледно сака да ложи ќумбенца. Ама времето врви и навистина ни е потребна акција. Зашто може еден ден да се разбудиме и да ги видиме споени мој воздух и мој термин. Кога веќе ги фаќаме сите болести заради воздухот, бар автоматски преглед да си закажувавме, така ли? Бидете се еден ден, имаме супер шоу со вашата милена Веста Петрушевска. Одиме! Секоја кесичка чај е произведена следејќи ја традицијата и е зачинета со единствена грижа и љубов за вас. Good Nature – најдоброто чајникот на природата. Алкалоид, Скопје. Израснати под топлото македонско сонце и одгледани со неверојатна љубов и внимание. Највкусните македонски вишни, преточени во прекрасен вишна нектар за секојдневно уживање. Нов Вива премиум вишна нектар, без конзерванси и без адитиви. Природно си е природно. Со секој изгреј сонце се раѓа нов ден, а денот е најубав кога почнува дома. Онаму каде што си сигурен, безбеден, среќен. Затоа сме тука. Golden Art. Дом, не само стан. Погледни поинако. Не сум само празна кутија. Утре може да се вратам во нова форма. Амбалажата што има минато, може да има и иднина. Ослободете се од хартијата и од композитот во новите сини контейнери во вашиот град. Заедно за почиста животна средина. Селектирај иднина. Пакомак. Крал, нови правила. Сега пеам заљубен, преград отворам јас. Слејан сум со пролета и со се во овој пот. Крали Марко, пиво за уживање. Пакувај се за нова година со Савана. Одиме во Виена и го следиме виенскиот концерт на плоштадот за само 165 евра. А зошто да не во Букурешт? Нашиот бестселер аранжман за само 99 евра. Сакаш во Софија? Го имаме еден од најлуксузните хотели со 5 звезди, Holiday Inn, за само 99 евра. Не размислувај, пакувај се за нова година со Савана. Си ми дал ние улје. Најдоброто улје за голф пет. Ај? Да си ти нормалан? А како ќе кукат с тим? Што е ова галама? Ајде шнел гости чека ручек. Ама газдата ми кажувал. Брилијант. Водечко масло за јадење според потрошувачите во Република Македонија по сите карактеристики.
Прочитај повеќе. Сите Golden Art објекти се во енергетската класа А, што значи пониски сметки за грејење и ладење во текот на целата година. Имаат уникатен систем на градба кој лесно се докажува како супериорен на пазарот во однос на квалитетот. Сите Golden Art објекти се изградени со љубов, направени да траат со генерации. Провери, закажи состанок со Golden Art агентите и дознај зошто само тука купуваш дом, не само стан. Со потекло од чистите и зелени планински долини, направени по стари, традиционални рецепти. На современ начин и модерни технологии. До совршен вкус. 100% млечни производи. 100% малешевски производи. Купувајте малешевски производи. Оваа шанса не се пропушта. Рамстор го слави 13-тиот роден ден, а вие може да станете милионер. Со секоја сметка повисоко од 1000 денари имате шанса за добивка од 1 милион денари, 30.000 денари или 3.000 денари. Рамстор, доби повеќе, живеј подобро. Секоја кесичка чај е произведена следејќи ја традицијата и е зачинета со единствена грижа и љубов за вас. Good Nature – најдоброто чајникот на природата. Алкалоид, Скопје. Поранивте денеска, бе. Имам одличен збор за денеска. Хюге, или тоа е дански начин на живот. Тоа е состојба во која уживаш во нормални природни работи, ништо наоколу не те нервира. Значи, состојба во која си најрелаксиран и правиш некои работи како на пример ова. Сакам да кажам, без разлика од каде доаѓаме, некои нешта сите исто ги чувствуваме и некои нешта сите исто ги сакаме. Како на пример ова. Па се разбира и ова. Добра шолја чај. Се разбира, сакам тоа. Зимата си бара посебен режим, оваа зима пите зимски чај од Good Nature. Побарете го, ќе видите дека ќе имате нов омилен вкус оваа зима. Кога сме кај зима, за прв пат нема чекање ред за карти во ски центар Маврово. Ќе може да купуваме ски карти онлайн. Одете на skimavrovo.com, сезонова ќе има и екстра нова опрема за снежење, ќе биде одлично. И подсетување дека наградната игра ПКБ-та за цело семејство е на половина. Имате уште време за телефони Samsung Note, патувања за цело семејство во најубавите европски забавни паркови и многу повеќе. Купувајте ПКБ-та и играјте, а наградната игра штета е да не играш. А сега, дами и господа, имаме специјален гостин. Индијана Джонски, дами и господа. Индијана Джонски, господине Джонски. Индијана Джонски, дами и господа. Не знаете кој е мојот. Да. Господин Индијана Джонски, инаку не го знаете, ова е еден исклучително познат или сака да биде познат археолог, кој цело време нешто копа, нешто наоѓа, така да тука Жаре да те прекинам, бидејќи имам малку трема, овој пат. Повели господине Джонски. Многу ми драго што ме викна, бидејќи имам така неверојатно откритие, мислам. Колку време го баравте, кажете ми? Долго време, јас долго време копам, долго време сакам да стигнам до ова и сега стигнав и мислам. Така е! Поддржете го Индијана Джонски! Така! Што е откритието? Дами и господа, Жаре, господин Мешевски, јас имам тука нешто што го копав толку време и еве го имам. Што? Абе, што ти е? Дами и господа, ова е доказот дека во Македонија уште од античко време сме комуницирале со вонземјани. Што му е? Мини летечка чинија која што докажува Жаре дека ние во античко време сме комуницирале со вонземјани. Ви се молам еден аплауз за нас како антички македонци. Бог да чуе. Чекам малку. Господине Джонски, јас се извинувам вака што морам да ве изреметам пред цела јавност. Прашај што тоа е сакаш, обично цеде бе, господине Джонски. Значи,
Седе. Значи, ова си е доказ мини чинија, мини вонземјани, не знам зашто сакате, се ме викате во емисија. Може да ми го даете? Значи, од Врчак е, ако сакаш да знаеш. Врчак, како да побегнеш од се. Господине Џонски, значи Цеде од Врчак. Овде има песни од Врчак, не е летачка чинија, не е вонземјани, не е ништо. Како не ви текнува, чекам да се стемни, за да излезам. Воздух да ме фати малку, јас да проживеам. Значи, гледате, се извинете, ама... Па добро е. Добро е ѓубриње едни. Зашо? Па добро е ѓубриње едни, абе дали сте свесни вие... Дај ми го вам. Дали сте свесни вие дека ова е Evergreen, бре? Ама не од Врчак Evergreen, ова Evergreen што 1000 години не може да се распадне, бе. Абе, кај се фрлало вакво, бе, ѓубриња, абе, ова не може да се уништи, гледаш ли, бе, Жаре? Се знае, бе, луѓе, бе, пластика во пластика, стакло во стакло, хартија во хартија, па колку пати да ме викнеш пат за ова? Пак ќе дојдеш, окей, да. И рециклирате! И рециклирате, луѓе! Селектирате отпад! Пластика во пластика, хартија во хартија! Стакло во стакло да му се плюкне. Ајде да се расположиме малце со Весна, бейби! Што е ова? Што е ова? Чарли Сейншел. Чарли Сейншел. Види за тебе, јас сум четвртиот, ти текнуе. Ти си четвртиот ангелче од Чарли, бре. Весна, седи. О, се возбуди. О, колку убава. Многу убава, да. Вау. Многу убава, да. Ова кога ти е досадно и кога си во веце. Да. Нели? Да, полесно дидат работите. Полесно дидат. Што правите, видиме другари, мои. Прекрасно, Многу се прекрасно, убави. Значи, како вино стареете. Нели, Гуру Харе? Гуру, не може да го препознам колку разува. Вклучи го Гуру да ни каже. Колку време се знаете со Весна Харе? 25-30. Стерна, бе, баце, стерна. Сериозни цифри. Кој ти е прво сеќавање од Весна? Па... Најстаро некој? Ете, кажа. Стерна, да. Стерна, на свирка. На свирка, а? Млада, надежна глумица. Така. Бесна беше? Бесна беше Весна? Па, Весна беше бесна, меѓутоа коректна, на добар начин. Exactly. Како си моментов, како се осетиш? Ние ги знам дека си на 100 страни, онака. Па, што знам, не. Добро си, добро, бейб, добро. Значи, МН-та, школава за глумци, за млади глумци. За деца, баш од 5 до 17 години. Шоу? Да. Актерска школа е Весна Петрушевска, ама како бейби шоу ја знаат сите. Во МН-та имаме часови проби, но тие да ти кажам право, тие деца ме регенерираат. Добро, како да те најдам, еве, ако имам дете и сакам да ми глуми, кај ти приоѓаат луѓе, кај те наоѓаат? Има на Facebook страна Baby Show, да. Мене малку, не знам зашто, знаеш како, јас утнав на мојот Facebook, весен сум. Како така? Па така фино утнав да пишам, Весен Петрушевска? И посакаш да поправи, не ми даваат. И Весен, бейби, мама Петрушевска. И дека ме најдат. Ти како... Кој беше така? Тамара или беше со имиња секакви нешто? Да, Тамара има Брана, Велкова, да не ги наљути мајки и татко. Да, сите да видат тамо, да. Значи, школава си тера и... Си тера, фала му на Господ, сега спремаме детска представа, се вика Нашата љубов. Талентирани? Па да, во суштина знаеш и ти си бил дел од тоа едно време, а тоа е дека 90% е работа, актерска игра. Многу убава работа. Мислам, за дете е многу добро. Како се викаше? Буби Петрушевски. Буби Петрушевски. Седи бе, Буби, седи. Седи, опа, Буби, седи, ајде да те прашаме нешто. Опа. Така. Остај, ајде, ако не ќе. Ето седи. Шишани сме тазе. Го гледам дека е прекрасен. А како беше ти како дете? Ја како дете, како? Чувај Божи да брани. Добро дете бев, да ти кажам право. Послушно или не? Па што, мислам дека слушав, ама така од малецка, многу, знаев да читам многу рано, да пишувам латиница, нешто, читав стрипови, еве се и Стен Лини умре, видели ти тоа? Да, па добро, пожива. На 192 години, и онда умре редно беше. И така да
Што е во? Па Груевски го спомнавме. Ако го спомнеме, братуче, ми се сруши све. Никако ќе почнеме да пропаѓа све одоколу. Да. А чекај, имаше една случка, ја имам запамтено дека на одмор дали те губат, дали Ме нешто губат, ме губат. Те губат на одмор. Да, во Асправалта Колку години имаше? на бе? 5. На 5 години. Да, зашто Тоаш никој не идеше у Асправалта. Па сега ние Така? идем Па тоа сакам да кажам имено. Сега веќе никој не оди таму. Види, ме изгуби. Јас отидов да се бањам и како секој чисто дете воспитано од строга мајка, мора после море да се истушираш. Така. И јас со Маја, со сестра ми отидовме да се тушираме. Во смештај? Не, А, на плажа, таму, шушу, тушот. туш, да. И отидовме да се тушираме, Маја си отиде, јас си сеќавам ми реков, окей, знам како е сама. Као уредно. Да, нема проблем. Се изгубив. Готово, ме снема едно 6 сата, Чека, ме мало, немаше. ова е више озбилно, така? Не, Тргнува више озбилно во- со полиции, со се. 6-7 6-7 сата, да. Моите веќе почнале да бркат по болници, на крај еден другар на татко ми доктор Србин, така тој еден што местеше кукови, сега не знам како се вика, заборив. Тој му кажал, Киро, ајде да идеме во полиција. Да ја најдеме. Јас сеќам дека тој гркот, фин грк. Да, од добрите Да, грци. да, од добрите. Ми Аха. даде попа и смоки, тоа се сеќавам. Да, и нешто веројатно сум му кажала вест на Скопје, што 5 годишно дете, што знае да каже? Македонија е лада. Македонија му реков уште тогаш. Да? Се бунтуваш, а? Па замисли сега од оваа временска дистанца да ме задржаа, ќе бев против Македонија. И тоа, харто. Јако! Точно. Ќе ме задржаа, ќе бев некое Љуто грче ќе бев, Љуто грче разбираш? некој, Да, нешто со овој Ципрас вака ќе правев, нешто ќе бев у партија. Радмила, тука ја таму. После, чекам, овие биле преплашени сигурно. Па Тоа да, е, само не е знам шала, дека дете, татко ми значи, кога го видов на врата во полициската станица, само му кажав, мама ќе ме тепа. О, леле, па да, 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 и точно. затоа што ти гледаше одговорна бев и кони. Не, страшно беше, ама окей. Било добро. Чути чека се, мало тоа е Господа 5 ме врати години. некој во Македонија, колку Македонија ќе изгубеше, човече, тоа сум помислила. Да, Замисли. да. Што ќе бреше Македонија денес без мене? Искрено, Нели? не би знаел. Не, Не би стварно, можел да што кажа. ќе правеше Македонија, се насекира вака кога мислам, насекира. Од друга страна, може па ќе беше тоа домино ефект на настани, па Груја ќе останеше во Македонија ако ти Па да ти заминеше. кажам Знаеш, право, да. Па може и не немаше знаеш. да се жени 2 пути човекот. Од кај знаеш? Од кај И знаеш? тоа има Од кај врска, знаеш? да. А на 6 години па, Е? значи ова е на 5 години, а на 6 години имаш со баба ти да, со имам тумбано. поприлично зезната Да. несреќа Чудо автомобилска, ми да е речеме. животот, бебо, чудо! Што кола бре се возело тогаш? Ја тоа би сакал да знам. Трабант! Трабант! Зелен трабант! И баба ти вози? И баба ми положи на 55 години. Ајде, Да. браво, тоа е жена, бре. И беше онака кумановка, крупна. И појдосмо ми, земаме мене баба. У трабант. Дојди, унуче златно на баба да те Напред? повози. Не, позади, Позади, да. офле. Имаше напред еден чирак, она имаше дуќан за производство на папучи, имаше зенитчија, беше на цел живот. Браво. И еден овакво чирак и седеше Фадил кој ден денес се сеќам, после тој Фадил и браќата ја купија цела чаршија, ама сега јас со него се Види. тумбат, фати. И се сеќавам таму се сеќавам, јас сеќам само на вртењето. Тоа било Чекај, кај се- петлјата. имаш да, као слики во Па глава? како немам, баба ми носеше едни розови пумпарици и ги видов пумпариците вака на како што се превртуваше. Колата, трабантот и најголемата приказна е дека се тумбаме и сега и пак Да, да. значи на глава, на тркала, Да. на глава и пак застана трабантов на Се нозе. врати. Да. Кај што почна. И само сеќам таму имаше некоја нива, две-три куќи и излегоа. Па Демек да. вода, шекер, да помогнеме. Она баба ми беше само напуканата шофершајмната. Шофершајмна? Така. А физички она? Не, ништо не ни беше, Океј. фала му на Бога. Да, мене нешто ме болеше рамо, она, ма не викаше, слушај, сега ќе се вратиме дома. Добро. Ти нема да кажеш што се деси. Викам, не бе, баба, ја не знаев, инаку, не знаев да кажам Р до прво оделение. Стварно? Да, што да Уа викаше? Р, вика, риба. Риба.
Лата. И што вика, доаѓаме дома, И да не доаѓа вика, зуснеш. немој да кажеш. И јас стварно ништо не кажа вечерта. И другиот ден, татко вика, бе, како си поминавте на пат со баба? Да. Викам, тато, супер си поминавме. Баба која се натати, да ти кажам, Павло. И татко вика, кај се натртила баба ти, бе? Викам, ти кажам, Павло, ни помпаиците, која изсегува така, леле, вози ви. И тој, кај се, што се случило? Викам, табанто, тупа, викам, каде певате, леле, кај се Супер. превртевте, бе? Супер И некажувано. доаѓа баба ми. И вика татко ми, бе, бабо, што си направила со детево? Стварно, што? Ништо. Значи, ништо не се Нејзиниот деси. збор против мојот. Не, ништо. Вика, како ништо? Кај ти е код? На мајстор. А што е на код? Расипа се нешто, трабант, па ти пластика. Што да ти кажуju? И вика, и ми се врти на мене и вика, Весна, издадеме. Да. Брута, сине. Добра прича од оваа дистанца. Да, од оваа Али дистанца сега може да да ти се турба смешкаш. некој дете, знаеш, Не, фала. го лежиш ко 2 и 2. Ама да што приметувам, вие значи жени шофери генерацијски сте си многу, бидејќи и мајка ти Мајка ми рели возач беше. се тркала, значи мајка и на Весна Со сериозна мажи работа. у време на бивша Југославија, 1300 кубики или како се вика, прво и Оп, да, оп. 72 трета и после продолжи тука со жени да биде рели возач. Ама не само тоа, ти си Јас помагала. возач, будала фамилија. Значи, знаете она, нели, тој што вози рели, Да. треба и да има мери тој до него. штоперица, време, ама јас и прво беше сестра ми сувозач, малолетна исто. И после Маја си отиде и ја бзора, бе, ненормална фамилија Чекај, сме колку ние години за- имаше ти тога? Па 16, бе, бебо, како да ти кажам, највише 15-16. Доро, нели му е страф на 16 годишно девојче рели да вози Па таму? ти да имаш Сашка Петрушевска за мајка тебе и исто и тебе нема тие страх. Тоа е тоа. Тоа е животот. Опасен джамбас. Да? Опасен. Кош, знаеш, мангуб жена. Што имаш наследено од Мангуб неа? жена. Она како ќе анализираш? Па така, храброст, не знам да лажам и знам да сум откаченка. Сите сме Да, бе, малку не добро, откаченки добро, во добро. фамилијата. 1 на 1. Овозможено од Еко Лайф Пелет. За вас. Најтопло, најефтино, најквалитетно. Госпоѓа министерка не е на репертоар. Не, Тоа бе, знаеме. Да. Колку? 9 години беше. Или? Да, скоро 9, да. 9 години, бре. Колку изведби? 175, мислам. 175. И Да, сега 100.000 не е. карти. Зошто? Па дојде дац, срце мое. Многу сме другарчиња, нема врска тоа. И ќе симна. И постои него го симна и така. Мислам ништо лично, дац. Да. Ништо, А сега, откако не е веќе дат, сега кој Сега е супер, Мони се, ама помина многу време, знаеш, кој ќе се симне на... Така оди таа работа? Па да, помина време, тоа веќе... Што треба све да се поклопи за да се врати? Или треба да пројде време сега? Па не, би требало, знаеш, ако веќе се враќа, да се направи некој ремейк, да се освежи со глумци, со костими, со ова и со она, да се врати. А во суштина ја не напнав тогаш што многу, затоа што мислам дека доволно беше тоа што се вивнав и што кажав. Не се Па и не дека реагираше не играш. многу. Пак си зафатена Како цело не? време си на представи. Брачна Да. игра се уште игра со Џамбазов. И Така? фала му, ми го умираат партнерот нон-стоп. Уста да ги боли. Рада не видат. Кој не ја гледал брачна игра, има шанса да си ја гледа. Таму се Весна и Игор се во брак. Да. Значи тие глумат нели земени, а чисто да те прашам, колку години више не си во брак ти? 8 мислам. 8? Да. Ти фали брачен живот? Не. Не? Бегај бе, кој ќе пере гачи, мајци, да ти прднува под дома. Ама чекај, бев на пиво со еден пријател. Аха, и? И си пиеме, ние си пиеме пивце, си пиеме дапче и ми кажува... А дапче си пиете? си пиеме и ми кажува дека Весна беби има дечко. Аха. И ја викам, нема шанс. И она вика да. Он вика да. Така да, има ли вистина во тоа? Џамбазов се јави пред вас, вика, што правиш, што откако го умреа, нели? А, да. Да. Ова најновиот Обично воскреснува, спас, да. да. Воскреснува, да. Он Прво е ми се инсистира јавува, за- пред да умре се јавува и после воскреснува. Го умира, па воскреснува. Да, да. И вика,
не си го донела на одобрување, ми рече. Па, треба да помине. Прво, да, и сега ќе му го однесам на одобрување. И да видиме што ќе рече. Па да, и Джамбас го ме... Не, Джамбас вкусно што ќе му каже, знаеш, обично ги преплашуе луѓе во кои ќе дојдат. И така, добар е, супер. Колку време вака? Па шо знам, месец, До да. тазен? Интензивно. Браво! Браво! Да. Па не видиш како блескам. Има Блескам, нешто. нели Има бе, нешто. блескам, нели бе. Кажи бе, таци, дека блескам. Кажи бе, таци, кажи бе, блескам. Па знаете вие, мислам, женети сте се родиле, така да. Слушај, нека пројде целава работа, нека пројде одобрувањето сепа да видиме. Сега да не збориме пред рука, нели? Да што не викаат, збориме така? пред рука, да. Иначе, и види, ја не пиев пиво, почнав и ја нешто пиво да пијам. Златен да пијам од време на време, сериозно. Ко си во врска, тоа си бара. Си бара. Посебно, знаеш, прв месец па излагање има, нели, нема толку пикање по доми. Не, обратно е. По домите? Ах, вие знаете, одма да, значи, одма рипате ви. Да, обратно е. Знаеш зашто? Затоа што се ќе се трошиш да ме урочат по улици, по кафани. Треба носот со превртени гаќи да идам, не може. Вака раци седиш дома. А незгодно е тоа? Па незгодно е, од негде ќе те... За момент навратете се во детството со вкусот на новиот вишна премиум нектар од Вива. Направено највкусните македонски вишни, подобар и од сокот на баба ми. Пробајте го. За зимава најтопло, најевтино и најквалитетно грејење имате со Еколайф пелет. Македонската фабрика нуди пелети од највисока А1 класа. Побарете ги Еколайф пелет и видите зошто се вистинскиот избор за вас. А мој стилисти овој пат се Fashion L, Powered by Елена Лука. Да, фала. Шоферите во фамилијата, женските шофери. Така. И видиш, ми промакна се од режија, ме подсетуваат, па не спомнавме за твојот шоферски инцидент. Се сеќавате на тоа? Види, мислам... Жолтиот джип. Джип ли, брод ли, што беше? Па види, пловно беше. Пловно возило. Види, леле, дали стварно многу јако. Леле. Исто и ова е нешто кој што сега си се смееш, ама тогаш човек да не ти укаже. Види, тогаш се сеќам, дечки, ја паркирав уредно. Живи се. Со ручна, со све. Башка имаше ступ пред мене. Тачно сеќам. И отидов на проба и на Вики, на мојата продуцентка и најдобра другарка, викам, каде се паркираш? Викам, бето, твоето, жутото, викаш, шо таму се паркира? Не знам зашто ја прашав, појма нема. И после 10 минути, како што одат децава на проба, она мене вика, абе сега ми кажа доле, некоја жута кола пиде у Вардар. И ја кам, која жута кола? Викам, мојата бе да не е. Ај, како не бего, којата не е твојата. Никогаш не е твојата. За 5 минути се симно се качува и она вика, Веки, твојата. Леле, шок. Добро, што правиш прво кога джипот ти е во вода? Ма што да правиш, се облакаш, децата таму ги оставаш, една мајка ги оставив ти едно 10 деца преубави. Викам, само останете тука да идам што мораш да одиш. И сега, вака, дечки не можеме да пиша, значи тоа е, вака ти, како што отишла, кој да влезе? Ти внатре да не отиде, да не се пикна по вода? Не, само за потреби на реклама влегов. Да, точно. Излеговме со Вики и преку Министерство за... преку МОП, нели, мора да скратиш пат, тоа Министерство за правда, што е таму. Трчавме, имаше специјалци, Алфи, брза помош. И ја кам, дечки, бе, каде е колата? И тој еден двојник ми вика, твоја е ли? Викам, моја, леле, леле. Викам, што леле, на каде отиде? На кај отиде? И јас сега што трчаме со Вики, викам, ова, што трчаме ко ненормални? Прво, ништо не можеш да направиш. И само гледа, и само видов една жута тачка. Едно зивра ладно, зивра.
И дојде, некаде застана таму кај Министерството за правда, застана се укотви колава. Не ќеше да застане, бе, јапанец, шо ти е, видели, бе? Изварда, риде. Пака за Грчка. Не ќеше да викам, болен те. Тој еден джандар ми вика, полицајец, извинам, ми вика, Весна, ова може и да оди таму, да скроз до крај, вика да исплови. Како бе да исплови до крај? Што ќе правим, што да трчам? Не, и се застанато беше таму количето и се викаат прво против пожарна да ја извлече. Добро. И едва ја извлекоа. Ја не гледав, затоа што мене беше стварно ми се слоши. Ама меѓу време дојде Џамбазов, сообраќајаc беше. Вака да ја вадите, вака да ја вадите, дојде и заедно со Вики они даваат доле инструкции. Да. И ја покреда горе некако. И само едно време се ја стационира, и сега веројатно ја вртеле, вртелешка, лево десно. И конечно ја извади. И сега доаѓа АМСМ. Добро. Да, демек да ја товарат, конечно, против пожарно да ја товарат и да ја носат. Која им падна, брати, на нив. Не е било пишано на колава. Папау, доле. Уште еднаш и Вики се каче по скајка. Нетма да ти се вереш. Тоа вика Вики. Па уште еднаш падна. Пак го река. Па не е нормално, ова е нормално. Уште еднаш. Не, и најсмешно од се, ајде се ја товаривме, отидеме таму. Денес, кога ќе ме праша луѓето. Први ме непријатно. Де бе, Весне? Што се деси со колата? Викам, ништо бе, отиде. И ти ништо не зема? Шо да земам? Викам, лизинг беше. Осигурителната компанија покрива, нели, до тие ратите додека си платил од плаќањето, додека си платил до крајот исплаќа. А не можеше да се поправи? Па не можеш, викам, тоталка. Ало бре, во Вардар беше. Во вода беше, човек. Значи, не можеш да се како да поправиш кола која што била, па сигурно е да 2-3 часа беше во вода. Ти рекол Лорис да ја ставиш? Сега, од оваа дистанца, на вистина, специјалци ја кршеле колата, затоа што по првиот момент мислеле дека има некој во колата. И тројца, четворица, баш на тоа ладното си го жртвувале и животот, знаеш, затоа што сакале да спасат, мислеле дека има некој. Ама ете така, фала му на Бога. Не се сите трули јаболка, сакам да кажам. Не се. Си имаме професионалци. Не. Ама да знаеш, милицајците кога дојдам. Вашето име е? Викам, Божо Софрониевски, мислам, како да ти кажам. Весна Петрушевска. Да, добро. А вие каде бевте за време на настанот? Викам, во МНТ. А не возевте? Викам, не. Еве сум. Аха. А нешто сами не отваравте? Што да отворам се? И во моментот ти се врти милион, онага параноја ти е дека нешто ти поставува чудни прашања. Кај ме наведуваш ти ствари? Чекај сега, зашто ме прашуваш ова? И страшно беше отпосле, знаеш. Падна џукот во вода. Нема весе, за 3 дена струја ми исклучи. Сум заборавила да платам некоја сметка од јуни. А ти се лукнам во годината, икам дека се заврши. И да. Вака како што ми ги избориш работи, ова плаче све за стендап, човек. Да ти кажам дека ќе пишувам нов и ќе се вика, се вика влези, не се соблакај. Влагај! Топ, човек. Сега ти го... Или почнат ти е? Почнат ми е, да. Готово. Знаеш како, во принцип стендап, знаеш и ти се пишува во глава долги месеци и потоа седнуваш и ги пишуваш точките на поентирање. Мора да се вратам со стендап, просто на вистина нема жена оддамна, јас тоа го правев. Ова е тоа, бре. Второ, нели треба малку да се насмееме за се, имаме и многу работи кои што треба да се раскажат. Еве, очекувам од тебе медиумска поддршка, срце. Обавезно. Еве, заедно ќе го поддржиме и Маријан јавно, еве, ќе го поддржам. 13 декември има стендап Маријан во Дом на Арама. Така беше новогодишен стендап во 13 декември, мислам. Маријан Георгиевски, обавезно да го гледате 13 декември Дом на Арама. Да, сериозно. Тоа дете си
продолжи со стендап. Супер, супер. Апсолутно. Да. О, Весна, ја гледам дека више нули тука немаме баш многу време, ама морам да те прашам чисто. Како Формула 1 си бебо. Абе, светска продукција. Замисли вака девојка ти на штоперици исто те држи, а? Што мислиш? Ти гледа, Ајде дома. Добро, брзаме дома. Ајде, чаготе. Ајде, обличи се. Колку сум амбициозна пејач. Значи, Гуру Харе знае таци. Па тоа. Кажете колку сакам да пеам од секогаш. Ајде, докажи. Докажи, Јас сум кажала баце со вас на концерту Кочани на плоштад. Што блека подете малку? Што пееше тогаш кизна? Многу беше... Игор, знаат и неговите другари, Игор многу ретко, не знам, сака да му пее без разлика колку си близок и другар. Не, те викне, ќе те забореј, нема врска. И ја и Вики, Гуру Харе и Игор не викаа групи, со ти сегди депме со нив на секоја свирка, да. И тогаш у Кочани отидовме заедно, едно ладно дзивра, и он ја пее Бестрага. Добро. И само сеќам, публика од доле ме фати, веројатно кила некој фати, шо знам ја, разбираш дека. Ама некако ме дигнаа на сцена и ја пеевме заедно Бестрага. И ме остави да ја отпеам, човек, не ми се веруеш. Како звучело тоа, луѓе. Само прето, бидејќи си фан, Good Nature има нормално Да дека видам дали ги има тој органик, шо е провери, ако нема специјално за тебе ќе Па не, направиме. тогаш кога бе за добра ноќ има, бе, каква ноќ, јас се будам ноќе, бе. Ое ти е тешко, имаш и Вива кај Буги ќе оставиме. Вива премиум. Еј, чиме таква работата да ја чуеме во Бестрага? Да чуеме. Скоро сите краеви исти се, тивки расплакани. Велат секој крај е почеток, но не сакам фрази досадни.
se može me, može pije do sna, a može ne. Da li kraj od vaka mirisa, nije dvajcata smeza, vo bez traga. Te molam, pomisli na to, što se može me, može pije do sna, a može ne. Da li kraj od vaka mirisa, nije dvajcata smeza, vo bez traga.